3 дена после поплавата пронајдена е и 22-та жртва. Станува збор за дете 12-годишно момче од Стајковци, кое според пријавата на таткото исчезнало кобната вечер на раскрсницата во селото. Момчето било во тракторот што го возел неговиот дедо и во еден момент наишол голем воден бран. Го превртел тракторот, а водата почнала да го носи детето кон местото викано Попово мало, откаде му се губи трагата. 12-годишникот бил најден синоќ околу 21 часот на последната постојка на автобуската линија 65 во населбата Сингелич од страна на неговиот татко. По извршената идентификација по налог на обвинител, телото е предадено на семејството. Со ова, бројот на загинати се искачи на 22 лица. Уште 4 лица се пријавени за исчезнати, информираше денеска на пресконференција Шабан Салију, директор на Агенцијата за заштита и спасување, кој додаде дека ваква природна катастрофа не можела да се предвиди и дека од управата за хидрометеоролошки работи не биле алармирани. Максимално се грижиме прво во смисол да ја санираме инфраструктурата, бидејќи има многу порушени патишта. Посебно би го истакнал Страчинци, каде била надојдена огромна вода од планината во близина на школото кое се наоѓа во тој дел и едно као катаклизма во истото место да поминала. На располагање има 1180 пумпи за вадење на водата. Помош досега има од Бугарија и Србија, а се најавува и од Босна и Херцеговина и од други држави. Салију информираше дека имаат ангажирано тимови кои се потребни за работа со механизација и со пумпите кои се поставени во најважните точки. Во моментов има околу 250 возила и механизација на дирекцијата и на одредени градежни фирми. Жалам за починатите жртви и лично јас и заменикот во одредени куќи кои беа на жалост потопени со водата, извлековме еден старец и едно детенце од 4-5 години. Значи гледката беше многу тажна она што во претходниот период го работевме и би сакал во истиот момент да апелирам на доброволци, доколку има граѓани кои може да помогнат на тоа подрачје, да ни се приклучат. Го активиравме механизмот за заштита и спасување во Брисел и добивме можност за влегување во картите на Коперникус. Тоа се сателитски снимки каде ќе имаме прегледност во секоја куќа што се случило во поглед на штетата, рече Салију. Најави и дека наскоро ќе дојдат експерти од Брисел за да се утврди која е причината за толку голема несреќа.